I uopšte ne ги слушам. Овие старите политичари не ги слушам ич. А кога ќе гласате, што ќе биде пресудно? Дали програмата, личноста или можеби партијата? Не. Тука јас ќе идам на личноста од моето село, од мојата општина. Лично на него ќе гласам. А како ја оценувате досегашната кампања? Празни ветувања. Празни се. Наискрено празни се. Сите кажуваат нешто, али тоа е џабе. Не. Нема да се свори тоа. Сите така ама нема тоа да. За сега не знам. Јас сум заморен од тоа и уопште не ги пречам да ги кажем право. Знам дека доста ветувања ќе имало се до тоа ништо, па да не се нервирам дека ветувале, знам дека од ветувањето ништо нема да стане. На кој начин дознавате за нивните програми? А мислите зашто не ја праќам? Секогаш истото е. Секогаш истото. Опозицијата ќе рече дека позицијата ово тоа краде, корупција или се друго, а тие се кога биле власт уште покоруптирани. И се знае што, се знае да е Запад со нови програми, Западна Европа и натаму, еве тие таму мора да го исполнат програмата, ако не протести, одмота сменување. Оде кој ќе дојде више нема закон. Ќе си седне у парламент, ќе си одбират министри таму и више поздрави се. Тоа е. Кога треба да одлучите за кого ќе гласате, дали ќе биде пресудно партијата, личноста или програмата што ја нудат? Порано сум ги слушал програмите и во основа на програмата сум гласал. Па, ја не ме интересира више. Чим ја више немам моите 16 члена семејства у странство, ја не излизам да гласам. Што, на коме да му гледам? Зашто да му да гласам? Кога ја 9 месеци не бев овде, синот тако, ќерка снаа, зашто да гласам? Кога ќе дојде време да гласате, како ќе гласате? Врз основа на партија, личност или можеби програмата која што ја нудат? Програмата е битна. Да. А на кој начин дознавате какви им се програмите на политичките партии? Па треба да се оди по митинзи, да се каже што е, како е програмата, да се слуша. Што му треба на народот? Какви проекти? Само работа и плата.